Почитувани, добар ден. Гостин во ова неделно интервју на Радио Слободна Европа е потпредседателот на Социјалдемократскиот сојуз, господинот Гордан Ѓорѓиев. Господине Ѓорѓиев, меѓуетнички тензии и провокации во Струшка па во Тетовско. На кого му одговара сето ова? Кој би можел да стои за ваквиот развој на настаните? Јас се надевам дека тензиите ќе се спласнат, ќе се смират, дека сите политички актери ќе бидат на нивото на висината на задачата, ако сакате да се смират тензиите, ќе покажат голема одговорност, ако сакате и храброст да се лоцираат одговорните лица кои што ги прават овие инциденти, но крајната одговорност за разрешавање на овие случаи ја лоцираме во владачката коалиција ВМРО-ДПМН ДУИ. Мислам дека одговорноста нивна е многу голема и тие треба сега и веднаш да ги лоцират одговорните, да ги казнат тие што ги направиле овие инциденти, за да може да се смири тензијата. Инаку е најлесно во ваква фрагилна мултиетничка демократија некој да долева бензин на огнот. Зошто сметате дека владачката коалиција има интерес од ваков развој на настаните? Не, јас не мислам дека е нормално во оваа наша Македонија било кој граѓанин на Република Македонија да има интерес од ваков развој на настаните. Тоа би било катастрофално и тоа би било на вистина детски начин на водење на политика и крајно неодговорен. Затоа без да прejudicираме, без да обвиниме никого, бидејќи не сакаме ние пак да долеваме масло во бензин во оганот, апелираме сега да се решат проблемите, да не се става под тепих, сега да се лоцират одговорните и сега да излезат главните актери и на ДУИ и на ВМРО-ДПМН заеднички, бидејќи се дел од коалицијата која што е владеачки и на локално и на централно ниво, да ги осудат и да ги казнат виновниците. Што прави СДСМ за да ги смали тензиите во регионот, освен апелот што го упати? Па СДСМ нема институционални механизми да ги спречи, бидејќи на места каде што случуваат инцидентите, нити сме власт, нити пак на централно ниво сме власт. Нашата улога, ако сакате, е помалку значена во овој сегмент, но е значен аспект дека СДСМ е партија која што има покажано во кратката историја на независната Македонија дека знае како да се однесува и како да ги менаџира меѓуетничките односи. Доколку побараат од нас некаков вид на менаџирање, ние сме тука да помогнеме, но не гледам начин како би го направиле тоа кога власта е во рацете на ВМРО-ДПМН и ДУИ. Затоа велам, без да се амнестираме од било што, одговорноста се лоцира кај главните актери политички во држава. Во дел од медиумите ситуацијата во Струшко се толкува како почеток на битката за локалните избори. Кој е вашиот став за ваквите тези? Па јас мислам дека и Струшко и Вевчани и било која општина во Република Македонија е премала и премногу небитна за да вакви инциденти се прават во функција на некакви победа или пораз на локални избори. Овие инциденти на символичко ниво се многу значени во негативна смисла, многу удираат на емоциите на граѓаните од двете страни, на религиозните и етничките чувства и затоа, доколку е така, тоа е катастрофално сценарио за Македонија. Затоа велам, играњето со шкорчиња и играњето со меѓуетничките односи во Република Македонија на било кој ниво е премногу опасно за да може да биде интерпретирано дека е тоа некако вовед во локални избори. Дали меѓуетничките тензии можат да ја разнешат коалицијата меѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ? Размислувате ли да дојдете на власт коалицирајќи со ДУИ? Апсолутно не се поставува, не е тоа прашање кој што треба да се стави сега на дневен ред. Ние треба сега како држава, како нација да ги решиме овие проблеми сега и веднаш. Затоа е толку ургентно. Дали се поставува? Јас мислам дека задоснетите реакции и од страна на ДУИ и од страна на ВМРО-ДПМН се симптоматични. Тие укажуваат дека или не знаат или не сакаат двата клучни политички актери во владата да ги препознаат важноста на овие меѓуетнички тензии и при тоа треба да знаат и граѓаните и вие медиумите дека мислам дека не е фер на граѓаните да се долеваат дози на национализам, а при тоа и Груевски и Ахмети да бидат метафорично во топли преградки, да делат тендери и да ги занемаруваат сите крупни проблеми во оваа држава само и само за да останат на власт. Тоа е премногу мала причина за да ги жртвуваат сите меѓуетничките односи во Република Македонија. Какви се вашите очекувања од НАТО самит од годинава? Па ние како опозиција можеме да имаме какви сакаме очекувања. Ние сакаме да веруваме дека Македонија има шанси да влезе во НАТО до мај.
Но ако гледаме оној кој што е најповикан да каже какви се нашите очекувања или шанси, а тоа е премиерот Груевски, кој што сепак е премиер на сите граѓани на Република Македонија, кој што неодамна во интервју и потоа со изјави безмалку кажа дека не треба да очекуваме да влеземе во НАТО. Многу дефетистички, многу би рекол дури кукавички го сакате. Јас не очекувам од мојот премиер, кој што е премиер на сите граѓани, да каже дека го спуштаме оружјето политичко или дипломатско и дека ние немаме шанси да влеземе во НАТО. Особено бидејќи Македонија многу е тешко да се изнајде некаква алтернатива за Македонија надвор од НАТО и ЕУ. Ние повикуваме како партија и отворено повикуваме да каже премиерот Груевски дали Македонија има друг пат. Бидејќи патот без НАТО е многу трнлив, многу тежок и во ваква геополитичка положба како што се наоѓа Македонија со оваква фрагилна мултиетничка демократија, тој може да биде вовед во нови тензии политички и етнички. Од една страна, премиерот изјави дека не треба многу да се очекува од самитот во НАТО, затоа што, како што вели тој, големите сили се незаинтересирани за нашиот проблем, за споразумето заради нивните проблеми. Од друга страна, преговарачот Јолевски и министерот Поповски најавија интензивно лобирање во Вашингтон. Како ги толкувате овие измешани сигнали? Па, тие измешани сигнали не се случајни, тие се намерно измешани. И тоа го прави власта во последните 6 години, да нема никакви дилеми. И околу нашите перспективи во Европска унија, и околу нашите перспективи во НАТО. Па ако сакате и на полето на решавање на проблемот со името, кој што очигледно дека е некаков клучен предизвик за нас за влегување во НАТО и ЕУ. Ако се сеќавате колку беше оцрнувана формулата БРМ и колку грди зборови, црни кампањи се фрлеа во СДСМ, да сега безмалку премиерот Груевски се крсти во таа привремена референца БРМ и моли да влезе Македонија под таа референца. Тоа е една политика на мимикрија, една политика на класично лажење на сопствениот народ, бидејќи сите знаеме дека Македонија нема да влезе во НАТО во мај. Се да пуштате вие емисари од типот на амбасадорот Јолевски или министерот Поповски, а притоа вие како премиер клучен во државата да велите дека нема шанси да влезе во НАТО, тоа е груба лага и груба манипулација со сопствениот народ. И давање лажни надежи кои што на крај ќе пукнат како мејот од сапуница. Во една телевизиска емисија изјавивте фигуративно дека сте во фаза на пипкање со Демократската партија на албанците. Па ако може фигуративно да се изразам јас, до каде е таа љубовна приказна? Тоа не се работи за љубовна приказна, тоа се политичко пипкање, ако сакате. И тоа не беше насочено кон Демократската партија на албанците, туку беше насочено кон сите опозициони сили во Република Македонија. Како што гледате, ситуацијата во Република Македонија се разжестува на некој начин. Политичката битка сакале некеле ќе се разгои до локалните избори, кога веќе имате изморен премиер кој што нема веќе здив да работи, кој што нема идеја и се сведува на корупција и тендерски сделки за мир во коалицијата, тогаш веќе знаете дека Република Македонија е на лош пат. Затоа ние мислиме дека една силна, тоа не може да биде коалиција, тоа може да биде некој лабав блок, каде што на една или две точки се согласиме дека сме заедно. При тоа, имајќи ги почит сите разлики, а ги има прилично кои што ги имаме ние и со албанските опозициони партии, и со македонските други опозициони партии од десничарскиот блок или од центристичкиот блок. Веќе подолго време зборувате за отвореност кон можноста за се опфатна и се широка опозицијска коалиција. Но тоа нема ни трага ни глас, освен оној договор за соработка со Руфи Османи. Зошто? Па нема таков договор ни со Руфи Османи. Јас разбирам дека можеби медиумите се нестрпливи за такво нешто. При тоа не велам дека тоа ќе дојде нужно. И тоа не доаѓа брзо. Имаме ние година дена пред локални избори, каде што се уште разговараме, се уште ги вагаме работите, аргументи така натаму. И јас не мислам дека тоа треба да биде некој голем бум, туку тоа треба да биде едно спонтано здружување на опозиционите сили. При тоа не мислам само на политичките партии. И затоа ние ќе бараме и од самите граѓани на граѓански блок, ако сакате од невладините организации, интелектуалците, професорите на универзитет, мислам дека тие имаат многу голема одговорност, како и медиумите, да ги покажат на вистински начин проблемите во Република Македонија и да можеме, ако сакате, заедно да победиме оваа власт. Ви благодарам за разговорот. Ви благодарам. А вие ако следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. Пријатно.